Република Македонија се наоѓа во тешка економско-социјална криза која постојано и незапирливо се продлабочува. Индустриското производство 14 месеци поред паѓа, бројот на блокирани сметки на фирми и граѓани радикално се зголемува, куповната моќ и стандардот на граѓаните стрмоглаво одат надолу. Странските инвестиции во првите 9 месеци изнесуваат само 44 милиони евра, што е најниското ниво во историјата на земјата. Наспроти сите овие катастрофални показатели, владата крајно неодговорно продолжува да троши огромни народни пари на непродуктивни трошоци, истовремено дополнително задолжувајќи ја земјата со нови кредити и во странство и на домашниот пазар. Само во последните 3,5 години јавниот долг кон странство е зголемен од 1,1 милијарда евра на 2,1 милијарда евра или за цели 90%. Домашното задолжување на централната влада само за првите 10 месеци оваа година е зголемено за цели 55%. Она што е најлошо е намената на овие пари. Тие не се инвестираа ниту во автопатска инфраструктура, ниту во енергетски објекти, туку во најголем дел се потрошија за непродуктивни цели во ова тешко време за непотребни намени. Почитувани граѓани, оваа власт стана зависник од нови, се поголеми кредити. Оваа власт ја внесува Македонија во грчкото сценарио. Наша должност и обврска е да направиме се тоа да го спречиме. И веднаш да кажам, наша цел не е да се блокира и да не се донесе буџетот. Тоа е лага. Наша намера е да ја натераме владата да се откаже од непродуктивните и непотребни трошоци, а со тоа и од потребата од нови кредити и задолжувања. За таа цел на денешнава седница дефиниравме предлог план за буџетски заштеди, кој што уште утре ќе го доставиме на владата на Република Македонија. Со овој план пари во буџетот ќе има и за зголемени пензии, и за плати во администрацијата, и за субвенции за земјоделците, и за трансфери кон сите социјални категории на граѓани. Со овој план остануваат парите и за сите капитални инвестиции од продуктивен карактер. Со овој план ќе нема пари, или поточно речено ќе има помалку пари за владини реклами, за економски промоции, за фонтани и споменици, за нови објекти од проектот Скопје 2014, за нов мебел, нови возила и нови згради за владата и министерствата. На овој начин се прави заштеда од цели 204 милиони евра. Ако дополнително за буџетски намени се насочат и средствата од државните јавни предпријатија кои се планираат да се потрошат на за вакво кризно време апсолутно неприоритетни проекти, како на пример ЕЛЕМ за изградба на скијачки центри или Агенцијата за електронски комуникации за реклами и изградба на аквапарк, тогаш потребата од земање на нови кредити од странство ќе биде скоро целосно елиминирана. Ако овој предлог план биде прифатен од страна на владата, ние сме подготвени веднаш да ги повлечеме сите наши амандмани и да гласаме за таквиот буџет за 2013 година. За прв пат би имале буџет изгласан со консензус, заеднички буџет и на власта и на опозицијата. Ако владата биде непопустлива и не сака да се откаже од дел од своите трошоци и го одбие овој наш предлог, тогаш амандманската расправа ќе продолжи, а целокупната одговорност за евентуалното недонесување на буџетот ќе биде нејзина.